Од вчера па еве до денеска дождот постојано врне со мали прекини и денеска тоа е главна тема во Лондон. Брекзит, референдумот за излез од Европската унија и дождот кој што направи големи проблеми во смисла дека поради тоа беа затворени неколку метростаници, исто така не беа отворени неколку гласачки места низ Лондон, но сепак според оние информации што ги имам тоа не влијаело врз бројот на луѓе кои што излегле да гласаат. Голем број британци дури и во редици чекале на вакво време за да го дадат својот глас. Тоа покажува колку овој референдум е битен за Британија и ги мотивираше граѓаните да излезат и да го дадат својот глас, односно да учествуваат во иднината на Британија. Според многумина ова е историски, клучен ден, судбоносен за Велика Британија, од која зависи иднината, дали ќе остане дел од Европската унија или пак ќе излезе и ќе продолжи самостојно. А периодов нели имаше многу анализи што ќе значи тоа. Во овие вести разговарам со долгогодишниот новинар и уредник во BBC, Жанита Скерлев. Жанита, добре дојдовте во вестите на телевизија Нова одовде од Лондон. Кажете ми, какви се вашите очекувања? Гледам дека вие не го криете својот став. Вие сте за Британија да остане во склоп на Европската унија. Кажете ми зошто и што очекувате? Добар ден до сите ваши гледачи. Јас мислам дека чадорот можеме да го оставиме долу, ќе издржиме. Јас бев утрово и гласав за останување на Британија во Европската унија. Мислам дека ова беше по многу параметри многу невообичаен настан за Велика Британија, по многу параметри невообичаен настан и за Европа, па и за светот, заради тоа што имаше реакции од сите краишта на светот. Соединетите Американски држави, председателот Обама реагира и другите светски лидери, Путин се јави со своја реакција. Денеска е навистина многу специфичен ден во Велика Британија и заради тоа што, например, и се агитира по улиците. Јас кога гласав и потоа тргнав на кај центарот на Лондон, на улиците и на плоштадите имаше луѓе кои делеа лифлети, кои делеа налепници, кои делеа беџеви и тоа побројни беа тие од делот од кланот за останување на Велика Британија во Европската унија. И мора да признам дека невообичаеноста на сето ова е заради тоа што многу емоции беа вмешани во двете кампањи. Кампањите беа повеќе на личности и на емоции, отколку на факти и на политики. Кога кампањата се водеше за имиграцијата, за економијата, за местото на Велика Британија во Европската унија, меѓутоа на крајот се сведе на меѓусебни препукувања и на меѓусебни навреди помеѓу поддржувачите на политиката Британија да се ослободи од така наречените стеги на Европската унија и сама да си ја крои судбината понатаму во светот или да остане во Европската унија и заедно со другите земји членки во Европа да го дели доброто и лошото и сето она што значи членство во Европската унија. Дали има цензус кој треба да се достигне за да биде успешен референдумот, иако гледам дека тоа нема да биде проблем, се вели дека има голема излезност, но дали има некаков цензус кој треба да се достигне за да биде успешен овој референдум? Па тоа е многу интересно прашање и мислам дека за прв пат некој го поставува, јас барем колку што знам во медиумите во Македонија. Например, ние сме тројца, Елена, Жанета и снимателот наш Дарко. Еве да речеме дека ние тројцата гласаме на овој референдум. И јас веќе гласав за. Елена, вие за кого, за што би гласале? Ајде да речеме за другата страна. Вие би гласале против. Дарко, вие и вие за. Значи Британија останува во Европската унија. Толку едноставно е. Значи, мнозинството решава дали ќе
остане Британија или не. Од тројца, ако двајца гласаат за, Британија останува во Европската унија. Од тројца, ако двајца гласаат против, Британија си оди од Европската унија. Само да ве прашам за крај, го прашав денеска и амбасадорот Донев, разговарав со него, дали воопшто некаков исход може да влие врз односите политички, но и економски меѓу Македонија и Велика Британија? Па не знам што ви кажал амбасадорот, меѓутоа еве јас би ви го кажала моето мислење. Македонија и Британија имаат исклучително добри односи и тоа и сите досегашни амбасадори работеле на развивање на тие односи, како што и сите досегашни британски амбасадори во Македонија работеле токму на тоа. Познати се фактите дека за време на председавањето на Британија во Европската унија Македонија доби покана за членство и така натаму. Но доколку Британија реши да излезе надвор, да остане надвор од Европската унија, односно да излезе надвор од Европската унија, тоа секако на некој нема да ги влоши односите меѓу Македонија и Велика Британија, но ќе направи проблеми во меѓусебните договори помеѓу Македонија и Велика Британија, бидејќи голем број договори треба повторно и ово на ново на некој начин да се прават. Така. Отприлика тоа е тоа. Ви благодарам многу на овој разговор и на информациите што ги споделивте со гледачите на телевизија Нова. Анита, како што може, доколку може да се забележи, повторно се разврнува, но сепак ние остануваме овде во центарот на Лондон до 22 часот, кога се затвараат избирачките места. Првите резултати се очекуваат да се знаат утре во текот на утрешниот ден. Како што известувавме во текот на целиот ден, еве дел од сликата и Жанета новинарски ни ја представи дека и покрај тоа што има дожд и што има поинаква слика од секојдневно, на секој чекор може да се забележат луѓе кои што се уште во текот на денот агитираат, односно вршат кампања за едната или за другата страна. Ова е многу битно прашање, по тоа се гледа за Британија, но секако дека ова е прашање кое што будно го следи и Европската унија, за кое што се очекува, односно аналитичарите велат дека можно е, доколку Британија излезе од Унијата, да има домино ефекти и сето тоа да влијае лошо врз економијата и врз политиката внатре во самата Унија. Околу тоа јасно и дека е неизвестна трка до самиот крај, се очекува неопределените гласачи кои што според анкетите ги има околу 10% да пресудат на овој референдум. Ние направивме една анкета во Лондон во текот на денот на едно гласачко место кое што го посетивме, па предлагам да слушнеме и што граѓаните на Лондон кажаа за екипата на телевизија Нова. Најдобро за Британија е да биде надвор. На тој начин ќе одлучуваме сами за себе. Никогаш не сум ја сакала политичката поставеност во Европа и затоа мислам дека треба да си одиме. Моите очекувања се дека посакувам Брекзитот да биде изгласан. Тоа е за Велика Британија да биде слободна, независна и сама да одлучува за себе. Тоа е најдобро за Британија, затоа што односите со ЕУ се чудни, а го имаме и остатокот од светот на каде да се свртиме. Има уште милиарди луѓе надвор од Европската унија, не е само Унијата. Јас гласав натре, сакам да останеме во Европската унија. Тоа повеќе ќе ни користи на долги патеки отколку напуштањето, затоа што ако заминеме, толку е неизвестно што ќе се случи. Тоа е зачекорување во непознатото. Се надевам дека ќе останеме и се надевам дека веќе никогаш нема да имаме ваков референдум. Да, како што кажав и претходно, граѓаните во нашата анкета отсликуваат и состојбата во Британија, тесно, неизвестно до самиот крај, кој ќе биде судбоносниот одговор ќе знаеме во текот на утрешниот ден, или како што популарно се вели, дали Британија ќе поднесе развод на Европската унија, ќе знаеме утре.